Сега, драги мои, ќе ве одведеме во живо на местото каде што со години наназад, па и денес ништо не е сменето. Местото каде што, ако сте прав вевчанец, поседувате вевчански пасош, знаете за вековната традиција вевчански карневал, за едно преубаво излетничко место Јанков камен и се она што треба да се знае за правите, вистинските, антички се нарекуваат вевчанци. Место со истоимена општина, со истоимено село, кое што е единственото подјабланичко село кое што останало низ годините имуно на исламизацијата од страна на турците. Таму веќе подготвена имаме колешката Рената Јакимовиќ, која накратко едноставно ќе не одведе до тоа прекрасно место. Конкретно се наоѓаат на вевчанските извори. Рената, добро утро. Добро утро, Мими, поздрав до тебе и нашите гледачи од прекрасното Вевчани. Убаво е местото, знам каде се наоѓате вевчанските добро познати извори. Се околу она што е карактеристично за Вевчани, се надевам дека ќе го дознаеме во текот на разговорот со твојот веќе подготвен соговорник. Точно така, Мими, денеска со мене го имам Жарко Лешовски и ние денеска ќе разговараме за вевчанските извори. Добро утро, Жарко. Добро утро. Поздрав до гледачите на вашата емисија. Ја сакам Македонија и до сите гледачи на Сител телевизија. Жарко, денеска, како што кажавме, се наоѓаме на вевчанските извори. Па може ли да ни кажете зошто вреди да се гине за вевчанските извори како признанието и споменик на природата на Македонија? Јас би поставил едно реторичко прашање. Дали вие би гинеле за овие извори? Да, вреди да се гине во секој случај, бидејќи ова е еден редок природен феномен на кој што сме горди и благодарни на нашите предци кои што се населиле на ова место. Вевчанските извори се наоѓаат на некаде 950 метри надморска висина, веднаш над нашата населба на источниот дел на планината Јавланица. Како се поставени изворите? Знаеме дека доаѓаат од пештерата па надоле, ајде малку повеќе да ги запознаеме со нивната структура нашите гледачи. Вевчанските извори според хидролошките карактеристики представуваат врело, сифонско врело, кое што најголемиот дел на изданскиот дел, значи се полни со вода од дождовите и топењето на снегот. Значи самиот збор сифон значи дека излегувањето на водата е по природен пат на оние места кај што има пукнатини. Има три големи главни извори и неколку помали извори кои што се формираат за време на дождовниот период и периодот кога имаме најголемо топење на снегот. Главниот извор е во пештерата, во горниот дел на изворот, додека другите два поголеми и поиздашни извори кои што екзистираат во текот на целата година се со пукнатини поврзани со горниот дел и практично тоа го представува празнењето на изданот во и ова што сега го гледате позади нас. Како што кажавме, и ние и вие во падините на Јабланица, обкружени со преубава природа, како е вевчанскиот извор среден, колку патеки има, што се тука може да најдат сите посетители кои што доаѓаат? Посетителите на вевчанските извори на ваков начин на средени патеки, со средени патеки екзистираат од 1999 година и тоа е една можност за сите посетители кои што доаѓаат во Вевчани, кои што се многобројни, сите добронамерници повторно би ги поканил да дојдат да ги посетат вевчанските извори. Значи представуваат еден редок локалитет во кој што може да се видат и заштитени врсти на ендемични врсти на животни, меѓутоа и она што како природа рековме го представуваат самиот вевчански извор. Секако кај нас најголемиот проблем не е градењето на вакви локалитети, туку неговото одржување. Општина Вевчани како целина која што се грижи за одржувањето на овој извор, посветува големо внимание да се одржуваат патеките, да бидат функционални и во секој момент да биде во функција и за сите оние што сакаат да го посетат изворот да бидат добре дојдени. Спомнавме дека локалната самоуправа го чува и го штити вевчанскиот извор и околината, но колку граѓаните и туристите го чуваат и го штитат? Па
можам да кажам дека најголемиот дел на граѓаните и на оние што посетители кои што реков се добронамерници се трудат да го штитат и да го одржуваат во функција Вевчанскиот извор. Сега има поединечни случаеви на оштетување, меѓутоа тоа е во мал обем, така да не вреди да се дискутира за такви ситни банални работи кои што за луѓе кои што со своето невнимание или пак злонамера сака да оштетат нешто. Горе кај изворите, обично кога се оди во тури, сите туристички водичи велат дека на едно место може момче и девојка да се фатат за рака заедно вода да се напијат. Така има некоја анегдота, легенда. Може малку повеќе околу тоа? Па вака, овој локалитет за Вевчани представува не само природен локалитет, туку има и една верска димензија. Таа верска димензија е поврзана на еден начин и со фрлањето на крстот за водици, а другиот е со постојаната посета на зетот и невестата на овој локалитет. Значи, во понеделник после свадбата, зетот и невестата доаѓаат и полнат вода, односно невестата полни вода на изворот и со таа вода после се замесува она погача, традиционална погача, со што практично почнува нејзиниот живот во новиот дом. И еве како последно прашање, ги спомнавме карневалите, празникот. Какво е расположението кај вивчанци за престојните празници? Па како и сите православни христијани, ние во Вевчани се спремаме за двата големи празници кои што во овој наредниот период ни престојат, тоа е раѓањето на Исус Христос Божик и секако Вевчанскиот карневал како заштитен бренд на Вевчани. Се спремаат посебно младите кои што ги спремаат маските за Свети Василија, а повозрастните секако за Божик се спрема за печекот на Христовото раѓање. Жарко, јас ти благодарам за твоето гостување во нашата утринска програма. И јас ви благодарам и ги поканувам сите добронамерници за време на карневалските свечености да го посетат Вевчани и истовремено да посетат Вевчанскиот извор. Мими, јас се надевам дека со овој разговор ќе ги измотивираме сите да дојдат да го посетат и Вевчани и Вевчанските извори и покрај тоа што има снег и дожд, јас морам да признаам дека навистина е прекрасно и дека барем малку ќе избегнат, ќе излезат од градските гужви. Така е, Рената. На 900 метри надморска височина, ако не се лажам добро според информациите кои што ги прочитав, кај вас врне, сигурно воздухот е прекрасен, се гледа малку снег наврнат, надополнето со прекрасната природа каде што се наоѓате. Навистина ќе ви представува задоволство на целата екипа на Јасака Македонија, која што е веќе на терен во Вевчани, да ги обработи оние прилози кои што во продолжение во наредно издание на Јасака Македонија ќе ги сподели со нашите гледачи за сите оние карактеристики кои што ќе се однесуваат на живеењето на градот Вевчани денес. Планирани се сигурно од ваша страна бројни активности денес, Рената? Точно така, денес имаме полни раце работа, имаме доста работи за снимање, некои многу карактеристични за Вевчанци, а некои не толку познати, па мислам дека на 10 јануари во среда ќе им ги доближиме сите тие на граѓаните преку Јасака Македонија од Вевчани. Ти благодарам, Рената, за твоето вклучување ова утро и покрај дождливото време. Сепак на некој начин одблиску ја доловивме прекрасната природа која што се наоѓа кај Вевчанските извори. Повторно, ќе ти се заблагодарам.